Ако може времето да ми го сопре. Повелете, говорете, излегохте веќе на говорите. Сведоци сме на уште еден обид на владеачкото мнозинство во овој парламентарен состав за насилно донесување на така наречен европски закон. Европски ќе беше барем денес министерката да се охрабреше да го образложи законот. Ова е се, само не европско носење на закон и европски закон. Јавната расправа за овој закон, иако тогаш не беше ни ставен во собраниска процедура, имаше за гости многу експерти од оваа област и мнозинството од нив имаа претерано многу забелешки по законот. За жал, мнозинството на чело со министерката не ги послуша тие забелешки, туку ги послуша барањата на коалиционите партии, како би можело да се обезбеди двотретинско мнозинство. Па така во понеделникот во парламентот се случи таков преседан, што без одржана седница на влада имаше повлекување на претходниот предлог закон и добивање на нов, и сето тоа бесрамно и непрофесионално беше оправдано токму од страна на министерката. Со ова законско решение власта, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, воспоставува целосна контрола врз обвинителството во Македонија. Ова ВМРО ДПМН ниту беше, ниту е против носењето на закон за јавно обвинителство. За тоа сведочи и нашата преговарачка група, која уште од март месец минатата година седна на маса токму по оваа тема, за да сето тоа се стави во мирување, и министерката изјави дека повеќе нема потреба од носење на овој закон, бидејќи предметите од бившото СЈО се пренеле во ЈО. Како предметите се пренесоа и по чив налог, сето тоа македонската јавност добро го виде, односно не го виде. Аферата Рекет, која блесна во блескавата Македонија во екот на летните одмори, се разбира после поминатиот летен одмор на специјалната Јанева, која во меѓувреме ги избриша и сите фајлови во службениот компјутер и даде за право на Дескоска да запре со сите активности и менаџирање на преговорите, и откако Јовевски незаконски ги презеде предметите, Дескоска одлучи дека овој закон не е битен. Затишјето траеше се до посетата на новиот еврокомесар Вархеи, кој минатиот месец и порача на власта дека би било добро пред Европскиот самит во Загреб овој закон да биде донесен. Исто така Вархеи тогаш ја истакна ВМРО ДПМН за нејзиното активно учество и придонес на патот на Македонија кон Европската унија и што е многу битно, порача дека овој закон е добро да се донесе консензуално. Веднаш утредента, после посетата, Дескоска и владеачкото мнозинство излегоа од нивната амнезија и започнаа со заборавениот закон за јавно обвинителство. На закажаната јавна расправа за 28 февруари, која заради непроцесуираниот предлог на закон носеше наслов Јавното обвинителство како ефикасен орган во борба против корупцијата, присуствуваа голем број на заинтересирани и исто така голем број од нив се пријавија за дискусија, поради што јавната расправа траеше 2 дена. На неа, освен министерката, само уште 2 или 3 дискутанти од пријавените се согласија, односно дадоа поддршка за законското решение. Еден од нив дури немаше ни право да дискутира, бидејќи воопшто не беше експерт, ниту пак соодветен од оваа област. Овде повторно морам да нагласам дека тогаш предлог законот се уште не беше влезен во собраниска процедура, како и тоа дека денес имаме сосема друго предлог законско решение, кое во понеделникот на шверцерски и незаконски начин стигна во парламентот во доцните вечерни часови. Значи, се дискутираше по друга верзија од ова денешната. Нема да цитирам ниту еден од дискутантите од јавната расправа, туку само гласно ќе се запрашам, односно констатирам, дека јавната расправа беше организирана очигледно заради купување на време и немање капацитет и почитување на опозицијата, за која силно се чукавте во гради дека ќе ја почитувате. Треба на македонската јавност да и признаете дека овој предлог на закон е исклучиво и само за амнестија на Заев трета поред. Дека овој предлог на закон е за да имате ваш обвинител или обвинителка за организиран криминал и корупција, која ќе обвинува по насоки на Заев, ваш државен јавен обвинител кој истата ќе ја заштитува и судијка која ќе пресудува.
дека овој предлог на закон е за доуривање на одамна руинираниот правен систем, дека овој предлог на закон е противуставен и спротивен на кривичниот законник и конечно дека овој предлог на закон е за префрлање на веќе констатираниот криминал од СЈО во ОЈО. Без вклучување на експертските мислења, туку само со вклучување на барањата од вашите гласачи во овој парламент, вие не носите европски закон. Европското знаменце, кое безброј пати досега го злоупотребивте, и со овој предлог на закон само го искористивте за брзоплето и противуставно носење на закон, кој од вас го чека Европската Унија, истата таа во чии држави членки нема пример за вакво силување на правдата и вакво носење закони. Само со членот 110 став 1 од овој закон, вие ќе ги амнестирате Заев и Јанева, за кои веќе и птиците надвор знаат дека преку телефон вршеле класичен рекет и сериозни прекршувања на закони. Понатаму, со овој предлог на закон Јовевски и Русковска ќе можат да се сменат само со двотретинско мнозинство од Советот на јавни обвинители, што доволно зборува за намерите на Заев да избега на правдата после 12 април. И конечно, зошто на брзина се носи закон кој што ќе има одложено дејство? Десковска изјави дека се работи само за технички измени во понеделникот, за да добиеме нова верзија во која се предвидува примена на законот за јазици во работата на Советот на јавни обвинители, како и примена на Бадентер при изборот на обвинители во обвинителството за гонење организиран криминал. Патем, министерката Десковска, по однос на мислењето на Венецијанската комисија за законот за јазици, изјави дека по истото ќе се постапува после изборите, а сега преку законот за јавно обвинителство го вметнува токму овој закон во работата на Советот на јавни обвинители. Истата Десковска, која претендира да биде член на Венецијанската комисија, не ја консултираше Венецијанската за овој предлог на закон, како што тоа беше случај во 2007. Се гледа брзањето и целта, но се гледа и крајот на ваквото криминално и противуставно работење. Времето на Зоран Заев завршува, но нема да заврши неговата одговорност пред законите кога и да е. Не може Зоран Заев да не одговара за целиот овој криминален и корумпиран мандат. Тоа не е европска вредност и европско владење на правото. Наместо датум за отпочнување преговори за влез во Европската Унија, Заев не спушти уште подолу на листата на корупција. Наместо правда и мир, Зоран Заев воведе хаос и криминал. Криминалот во неговите најблиски кругови мора да биде осуден. Ова ВМРО ДПМН се залага за тоа секој што се огрешил пред законите да одговара, без разлика дали се работи за висок функционер на власта или за опозиционер. Да одговара секој и секогаш. Но исто така да има и судии и обвинители кои ќе работат исклучиво според законите. Носењето и изгласувањето на овој закон ќе го заокружи вашето 3-годишно незаконско и криминално владење. Дали за тоа ќе добиете поддршка од 80 пратеници, може би е за вас најбитно во моментов, но едно да знаете, најбитно е да имате чиста совест. Неказнет криминал значи дека нема правда. Законите треба подеднакво да важат и да се почитуваат од страна на секој, а власта треба да биде прв пример за тоа. Европскиот комесар ви препорача дека би било добро да се донесе овој закон, да, но не ви препорача да го носите на ваков начин и со вакви методи. Вака не функционира земја која е кандидат за членка во Европската Унија веќе деценија и повеќе. Вака функционира само очајната власт на Зоран Заев и вака функционираат само оние кои се плашат од одговорност. Колку и да се трудите да си го обезбедите вашето амнестирање за направениот криминал, треба да знаете дека народот одамна ве осуди и за тоа и написмено ќе ве информира на 12 април. За крај, оваа лажна Луи Витон торба полна со лажни банкноти, исто како и вашите ветувања, ќе ви остава, можеби ќе ви послужи за вашата лажна совест или за вашиот предизборен подкуп кој што е во тек. Благодарам.